патот низ Преспанското езеро, првата средба беше со јато пеликани. Овие птици се постојани гости на езерото. Пеликаните порано беа многу побројни и се среќаваа по целата езерска шир, а сега само во мирните езерски региони. Овој вид птици станува се поредок како во Македонија, така и во Европа. Островот Голем град му припаѓа на националниот парк Галичица. Брегот на островот високо се издигнува над езерската површина. Пристапен пат на островот има само од западната страна. Вознемирени од нашето присуство, влекачите побараа спас во сината вода на езерото. Водните змии предимно се населени во западниот дел на островот. На островот некогаш имало две цркви. За постоењето на старата црква Свети Димитрија, како неми сведоци стојат разурнатите ѕидови. Манастирот Свети Петар е подигнат уште во 14 век. Од неговиот богат живопис се зачувани само остатоци кои подсетуваат на минатите децении и векови на незаборавот на времето. За време на туристичката сезона, голем број гости го посетуваат овој отргнат дел од копното, уживајќи само неколку часа во убавините, зеленилото, мирот и спокојството на островот. Народното предание вели дека тука од време на време македонскиот цар Самуил приредувал големи гозби за своите дворјани и војсководители. Во шумската заедница на островот доминира дивата фоја, која во источниот дел формира чист шумски насад. Во источниот регион на островот, уште во рана пролет пристигнуваат јата корморани. Во густите гранки на старите фојови дрвја ги возобновуваат старите љубовни гнезда. Младите ненаситни потомци брзо нарастуваат, а во есен со своите родители го напуштаат островот за одново да се вратат во идната пролет. Планината Галичица се протега во правец север-југ. Од север кон југ таа се стеснува, така што кај селото Трпејца широчината изнесува одвај 10 километри, а потоа се проширува. Височината на Галичица расте од север кон југ, а во крајната јужна точка, на границата со Албанија, ја достигнува најголемата височина од 2285 метри. Кај селото Трпејца, со кањонот Зли дол, Галичица е поделена на два дела – северен, Мала Галичица, и јужен, Стара Галичица. Страните на Галичица директно се издигаат од бреговите на Преспанското и на Охридското езеро. Галичица е многу интересна и привлечна, особено заради извонредните видици што се отвораат кон двете прекрасни езера, заради богато развиениот релјеф и многобројните геолошки облици.
По бреговите на двете езера се протегаат убави и прекрасни песокливи плажи, кои се интересни и привлечни не само во летната сезона. Бреговите на двете езера ги поврзува современ пат, што се искачува по стрмните падини на Галичица, почнувајќи од Отешево до Светина. Националниот парк Галичица е поделен на 3 зони. Првата зона опфаќа делови од крајбрежните појаси на Преспанското и на Охридското езеро и се наменети за развој на туризмот со изградба на угостителски и други објекти. Втората зона е зоната на пасишта што ги опфаќа централните делови на Галичица. И оваа зона се планира постепено да се искористува за развој на планинарскиот, а одделни делови и за зимскиот туризам. Третата зона е строго заштитена. Во оваа зона шумите се најзачувани и во неа наполно се исклучени сите интервенции на човекот, така што природата во својот развој е наполно оставена на влијанието на природните закони. Поради особените природни убавини и карактеристичниот растителен и животински свет на шумите и на шумските предели на планината Галичица, дел од нејзините шумски предели се прогласени за национален парк во 1958 година. Во своите граници националниот парк зафаќа површина од 22.500 хектари, од кои само под шума се наоѓаат 12.755 хектари. Поради историско-економските услови во еден долг период, населението што ја населува Галичица својата екзистенција ја наоѓало исклучиво во искористувањето на површините на Галичица со ископачување на шумите за добивање ораници или пасишта, за сече на градежно или огревно дрво, за своите потреби или за продажба и друго. Поради тоа значителен дел од шумите се преискористени, а на некои делови наполно уништени. Со прогласувањето на Галичица за национален парк, процесот на уништувањето е наполно сопрен, а со изведувањето мелиоративни мерки на големи површини, во пол замав е процесот на обновата на автохтоните шуми. Растителниот свет, особено дендрофлората на Галичица, се одликува со големо изопилство на видови. Од опишаните 302 вида и подвида дрва, грмушки и полугрмушки од автохтоната дендрофлора на Македонија, на Галичица се регистрирани 142 или 50%. Од опишаните видови, кавказскиот кочеджик и малата слива во Македонија растат исклучиво само на Галичица. Големото богатство на растителни видови на Галичица е резултат на специфичната географска положба на геолошката подлога, присуството на големите водни површини на двете езера, изразито развиениот релјеф, пробивите на медитеранските струи преку Корчанската котлина и заштитеноста со високите планини од налетите на студените северни ветрови. За планината Галичица, големиот писател Бранислав Нушич во своите записи покрај брегот на Охридското езеро пишува: од споменатите планини што го окружуваат езерото, Галичица со својата височина ги надминува сите, зашто таа е висока 2043 метри. Под незиниот највисок врв се наоѓа најдлабокото езеро, а велат дека е толку длабоко колку што е на тоа место висока планината. Галичица долго време е покриена со снег, а во неа има и многу шуми од кои се сече многу граѓа. Планината во најголемиот дел непосредно се спушта во езерото, оставајќи само понекаде патеки меѓу брегот и подножјето.
Neziното podnožje je varovito i karpesto, izlokano i iskršeno na golemi karpi koji se pokrijani so voda ili se pojavуваат na površiната. Галичица je i diva i pitoma, i strmna i velišestvena. Od neziните grebeni, особено za vreme na silните дождови, понекогаш се одрануваат големи карпи, кои заедно со наносите се уриваат во езерото. Карпестиот брег на Галичица, кој стрмно се спушта во езерото, за време на силните бури го заприскуваат големи бранови, па така се чини дека тие водат битка со Галичица, која секогаш е победник. Затоа таа останува мирна и спокојна, подавајќи ги своите нозе кон брановите на двете езера. За искачувањето на Галичица Бранислав Нушич пишува со уште поголем восхит. Тоа утро се качив на врвовите на Галичица. Качувајќи се по стрмните и тешки патик, бев уморен и возбуден и очекував секој миг пред мене да се отвори погледот, за да ги видам тајните за кои се зборува со векови. Кога се качив на врвовите на Галичица, навистина ја видов тајната на природната убавина која не им се покажува на сите смртници. Под мене лежеа три света, три одделни света кои секој за себе се одделува со својата убавина. Директорот на Националниот парк Галичица ни раскажа за случката на една австријска брачна двојка. Љубеници на природата кои посетиле голем број национални паркови и резервати во светот, а за прв пат во животот имале можност да се сретнат со мечка и да го снимаат овој планински джин во вистински планински амбиент, токму тука на Галичица. Но за жал, ние ја немавме таа среќа. Објективот на нашата камера го забележа овој момент. Ловците со отстреланата дива свиња брзаа некаде кон своите домови задоволни од ловот. Иако со закон се заштитени како флората, така и фауната во националните паркови, ловечката страст кај некои ловци, како што се овие, е многу поголема од сопствената совест. Извонредно поволните климатски услови, како и големите можности за лов и риболов, овозможиле подножјето на Галичица да биде населено уште од најраните периоди. Развојот на цивилизациите низ различните периоди е одбележан со присуство на околу 63 културно-историски споменици. Во близината на југословенско-албанската граница, на брегот на езерото се наоѓа манастирот Свети Наум. Изграден е на многу убаво место, окружен со сината езерска вода, со бујни и бистри извори, обвиткан со планинско зеленило. Околу 900-та година
Naum na ova isto mesto izgradil manastir i mu go posvetil na sveti arhangel Mihail, vo koji, kako i Kliment Ohridski, rabotel na prosvetuvanje to, a po smrta vonego je i pogreban. Od starata crkva na Naum se začuvani samo temelite. Denešната crkva, što je izgradena podosna nekade vo 16. vek vrst temelite na starata crkva, so tek na vekovi je dograduvana i pregraduvana, dodeka neja dobila denešната forma. Drevniot ikonostas je ukrasen so stilizirana i plitka rezba. Vo glavni od redne ikonostasot se naodjat 6 golemi oltarski ikoni slikani vo isto to vreme koga je raboten i ikonostasot. Tije se značajni po toa što za prv pad v ova podnebje se vnesuvaat elementi od baroknata umetnost. Vodite od Prespanskото jezero istekуваat vo Ohridskoto. Najsilniti izvori izviraat kaj Sveti Naum, sušnost od ovje izvori se formira rekata Drim. Во средината на оваа богата флора на брегот на езерото, уште во 1361 година изградена црквата Богородица Заумска, наречена Заум. По надворешниот изглед оваа црква подсетува на охридските заветнини Свети Климент и Свети Јован Канео. Поради непристапноста на стрмниот брег, до црквата се доаѓа со помош на чамец низ езерото. Фреските се сликани во 14. век и малку од нив се зачувани. Фигурите повеќе му одговараат на живописот на 12. и 13. отколку на оној во охридските црквички од 14. век. Богородица и Христос се дадени како цар и царица, а тоа е новина за сликарството на средниот век, кое е создадено под влијание на црковната поезија. По брегот на Охридското езеро, при крајот на 14. и почетокот на 15. век, се подигнати монашки келии и цркви. Оваа келија, високо вградена во брегот на селото Трпејца, е нем сведок за суштествувањето на монахот пустиник, господовиот испосник. Монасите може би сакале да се одделат од животот, но место осаменост во Пештанската пештерска црква Света Богородица вриело од живот од изгревот до зајди сонце. Црквата станала центар на препишувачка дејност и училиште за неуките луѓе. Монахот ја продолжи вековната традиција на Охридската препишувачка школа. Уметникот Зограф тука ги оставил своите траги на својот живопис на малиот простор во нерамните карпи. За Зографот како да немало тајни во фрескосликарството. На брегот над синдикалниот дом во шумата се наоѓа манастирот Свети Стефан. Во плитката камена пештера, вредните раце на монахот ја доградиле пештерата, создале простор за наосот и олтарот и така настанала денешната пештерска црква Свети Стефан.
И тука вештите раце на зографот ги овековечиле светителите и Божиите угодници. На крајот на градот, над високата стрмна карпа на Езерскиот брег, кон крајот на 13-тиот век е изградена црквата Свети Јован Богослов Канео. Од ова место се шири една од најубавите гледки кон сината Езерска шир. Канео е еден од најубавите охридски споменици, а е изграден секако на најубавото место, поради што и станал символ на древниот град. Архитектурата на овој споменик е мощна, значајна и интересна. Црквата со основа во форма на вцртан крст има кубе, кое главно однадвор подсетува на кубињата од ерменските цркви. Со своите утврдувања, Самуиловата тврдина го зафаќа целиот охридски рид и представува една од најголемите и најдобро зачуваните тврдини во Македонија. Со текот на вековите, тврдината доживеала низа преправки, доцидувања и уривања, додека со неа господареле византијците, словените и турците. Меѓутоа не е утврдено од кое време датираат известни делови на тврдината. Се мисли дека зидовите на подградието, заедно со кулите кои денес се зачувани, датираат од Самуиловото време. Охридската тврдина била втора Самуилова престолнина по Аил во Преспа и како таква останала се до згаснувањето на македонската држава, поради што го носи и името Самуилова тврдина. Под темелите на Имарет џамијата се пронајдени остатоци на старата црква Пантелеимон, во која се зачувани фрагменти од старите фрески на црквата. За оваа црква е утврдено дека при крајот на 9-тиот век ја изградил Климент, а по неговата смрт е и погребан во неа. Света Софија е една од најголемите средновековни цркви во Македонија
i najvažen kulturno-istorijski spomenik во Охрид. Ова величествена градба по фасадата е единствена во нашата средновековна архитектура и е ремек дело на градителската вештина на своето време. Охрид е град на многубројни културно-историски споменици со непроценлива вредност. Во него, особено во средниот век, се задржувале и уметници кои создале голем број ремек дела, што се одликуваат со самостојност во изразот и со ретка оригиналност. Непроценливото културно наследство го восхитува секој што ќе го посети овој град, наречен музеј. Солунските браќа Кирил и Методи, основоположниците на словенската писменост, иако никогаш не биле во Охрид, тие преку своите ученици Климент, Наум и другите извршиле големо културно влијание во овој дел од Македонија. Творецот на кирилицата Климент во оваа црква го основал првиот словенски универзитет, како и првиот универзитет во Европа уште во почетокот на 10-тиот век. Тука се вршени обемни препишувачки дејности и тука се пишувани првите состави на јазикот на македонските словени.